Нови 12 закони се готват во Министерството за образование за решавање на круцијалните проблеми. Министерката Јаневска соопшти дека се подготвува пакет од 6 закони кои се однесуваат на дуалното, односно Законот за средно стручно образование, како и закони за образование за возрастни, национална рамка на квалификации и закон за учебници. Се подготвува и пакет од 6 други закони од наредната година кои ќе се однесуваат на наставниците, потоа закон за педагошка служба, за државен испитен центар, како и закон за високо образование. Министерката за образование рече дека повеќе нема да дозволи да се повтори проблемот со ангажман на асистенти во основните училишта и додаде дека од наредната година новина ќе биде воведувањето на асистенти и во средното образование. Големата новина е што обезбедуваме асистенти за средно училиште, што досега го немаше. И третото што сметам дека е важно, а сега го дискутирав и со една од асистентките е асистентите да го следат ученикот во целиот образовен негов процес. 6 нови закони за дуално образование Јаневска очекува да поминат на влада и во собрание најдоцна до октомври. А она што е најважно во моментов, а досега ниту една влада не го направила, е решавањето на проблемот со образовните асистенти, односно нивното присуство во училиштата. Сепак и денес ке се подпишуваат договорите, значи во следните денови постепено асистентите навлегуваат во училиштата. Во новите закони за основно, средно и средно стручно, ќе определиме рок во кој треба да биде завршена целата постапка и тоа треба да биде готово во јуни. Во училиштето во моментот има 12 образовни асистенти за 15 деца со посебни потреби. Очекуваме за некој ден да се акомплетира тимот. Асистентите во иднина ќе треба да го следат ученикот во целиот образовен процес. Ваквиот ангажман може да прекине само во случај ако нема потреба од негов ангажман или асистентот одлучи самиот да се исклучи од овој процес. Ангажманот на асистентот може да прекине и доколку родителите на ученикот инсистираат на негова смена, односно сметаат дека детето може да постигне подобар успех со друг асистент.